Добар ден на сите кои што не гледате, гледачи на овој подкаст. Што да кажем, колега, поведи се нешто. Представи ни гостите во втората епизода. Гости во втората епизода се Таркан Демиров на боксерски клуб фамилија Демирови и тренерот на боксерски клуб Штип, основоположникот на боксот во градот Штип. Еден од основоположниците, да. Добро, пошто ги има повеќе. Да си кажеме право. Да. Ѓорги Ѓоргиев. Така, да, денеска сме тука малку така да подискутираме за боксо и околу боксо, шо е, како е, од кај почнал боксо, историјата за боксо и така натака. Некои... Чекај се, а ти си од најстариот клуб у Штип, така ли, бокс? Јас сум, да, од историскиот боксерски клуб, така што, нели, ние представуваме на Facebook страната од боксерски клуб Младост. Ама јас сум, нели, помладата генерација, кој што пред мене имало многу други боксери. Тука е, нели, постариот тренер Ѓорги Ѓоргиев, кој што ги знае сите тие боксери кои се од него, кај што се почнале, со него се почнале, да. Например, Омер Демиров, Клусев, кои други, Пејката, се не ги знам како имиња, Димитар, да. Мената, Желев, да. Клусев, Киро, Данчо електричаро и тај. Данчо, и он да. исто така. И он беше Димо Параклиев. Параклиев Димитар, да. Джими што беше директор на школото. Тошарс. Да, од Тошарс, да. И многу други има тука кои Мената од Тешкашо. Младен, да. Младен Мената. Од Ново село Симо, како се викаше? Симо, забравил сум ги. Дистанцата е страшна. Да. 54 години. Од формирање. Да, од тогај, да. Браво. Добра километраж. А Таркан? Па јас сум еден од помлада генерација кој што Ама успешен. Доваѓам од генерација 89 година, кој што како јас како фамилија од Демирови доваѓам и у тај клуб исто, бившиот клуб Младост, кој што го затекнав на добриот тренер. Не да се пофалам, да кажам дека не се сеќавам у тоа време подобар тренер како јас што сум станал. За кој мислиш, за кој тренер? Зборам за тренерот Ѓорги Ѓоргиев, кој што ни даде многу голем потенцијал за да може јас сега у денешниот ден сум тренер и тоа на добри квалитетни боксери кои што со репрезентација се борам и кои сум првак у репрезентацијата. Извини, најквалитетниот, не од најквалитетните, од која година е веќе првак? Да, на Македонија, 3 години мислам екипно. 3 години едно по друго. Да, и тоа е голем успех за резултати. Фан Демирови. А во која категорија? Мислам, нели има старосни возрасти или како клуб се они прваци на Македонија. Екипно прогресивно. Екипно се они прваци, така да мислам дека се едни најдобрите сега во Македонија. Па повелитаха ми, кажеш. Па ајде да кажам още нешто, да кажам дека сето тоа тренерот Ѓорги Ѓоргиев што го имаме ние тај квалитет, како останат квалитет од него, што е придонесел и што е како јас како боксер што сум тренирал кај него, тоа стара негова сета школа е дојдела до моите боксери. Сите боксери, целата школа. И сега целата школа, јас сакам да кажам дека дојдоаѓа од тренерот Ѓорги Ѓоргиев. И претходните кои се биле Патраклиев. Мака, може ли да се уклучи? Да, и најубавото ќе кажа за тоа што ние ќе ги помешаме работите. На современиот бокс. Онај што е бил Никола, како го викаме? Дедо му на Никола. Никола Ренџов. Никола Ренџов. Кои се, извини, што те прекинувам? Кои се зачетниците кои го почнале бокс у Штип? На современиот бокс, тоа сакам да кажам, почнува негде 70-71 година,
по иницијатива на Ѓорги Патраклиски. Мгм. Формира се клуб Младост. Бил сам ја присутен тогава. После тоа, откако се формира клубо, у клубо имаше школа боксерска, која ја водеше Перо Трајковски и повремено Страхил Андреевски доаѓа, таа е бил професионален боксер у Египет. Он доаѓаше кај нас и така почнаме со него. После тоа, откако заврши таа школата, траеше негде година дена можеби, они доаѓаат 3 пати у неделата кај нас. После тоа, како тренер, што го водеше клубо, е прв тренер фактички е Ѓорги Патраклиски. Негде 2-3 години после тоа јас го презема клубо и продолжиме натака како Младост, на кој се после надоврза. Како спонзор беше Баргала, па го смени името у Баргала, тоа е па истиот клуб, па после тоа, после известно време, боксерски клуб Штип, се е тоа еден исти клуб, матичниот клуб Континуитет. беше. Да. Иначе, ние негуваме еден посовремен бокс, да ви кажем, и 75-та година добивме и пехар за најдобар технички бокс прикажан таа година. За време у Југославија. За време на Југославија е тоа, да. Од тај клуб Младост, која се викаше, произлезеа доста добри боксери и врвни боксери. Имаше, сега може ќе ми замерат, ја може некој ќе забравам. Прво ќе го спомнам Омер Демиров, он освои прво место у Југославија у младинска конкуренција и после тоа трето место у Бурса на Балканско првенство. Клюсев, исто, мислам у рамките на територијата на Југославија, исто Клюсев беше втори или трети, не се сеќавам, многу време е тоа, од тугај. Одлични боксери. Пеев Димитар, техничар, мислам до сега не е имало такав техничар од тоа. Благој Желев, Киро Клюцев го кажаме, Џиџер Демиров, Ердован Демиров. Чека, од иста фамилија ли сте ви или не? Не знам Со дали истите се боксери. родницки врски, али од Демиров изгледат многу боксери. Демиров изгледат, но... Па вака сега, значи јас Чекай само нека се докаже. неколку- Може. Извини. Неколкократни прваци на Македонија у рамките на Југославија кој беше, имаше тогава и стварно добар бокс. Имаше одлични боксери. Исто тај Младен, кажаме го Димитар Параклиев, Димо, Ласто Ѓорѓиев, Ласто го се- Ѓорѓиев, Желеточ, ќе го ќе спомнам. мислам тука. После тоа они продолжија кој у Скопје, БК Скопје, кој у БК Вардар, како одлични боксери. Така да Штип Де една има- мала асистенција, ако може. Штип има голема традиција у боксот. Тоа се првите боксери, еве ги првите боксери, црно-бела слика. Нашата Добро. школа беше Некој заснована... ќе се препознаем. Мене не може да ме препознае, не знам. Изгледам како дете. Пред 50 години си, А? може повеќе. Пред 50, мислам за зборам за боксот пред Да. 54 години. 55 години. Тие снимки се Дечко си бил од тогаш. тогава. Млад дечко. Да. Уствари, уште после Втората светска војна, боксот започнува со Никола Ренџов и Со- Јордан Мијалков, така ли? Не, Ѓорги Никола Ренчев, Мјалков е после тоа. Мелков после доаѓа. Аха, прво Патраклиски. Ѓорги така ли? Патаклисти, па Да, званично у Штип со клуб, со Ѓорги се, Георгиев, Ѓорги па Ѓорги после он Патраклиски, доаѓа. па јас и Да. А со сега- клуб, оно, за клуб официјално. зборем. Мијалков беше Така поединечни боксери мало е, нели? Не знам како се настапувале и у кои
дали е имало клубове, дали е имало поединечни. У рамките на тие, како ги вика, не се сеќавам сега, Врска со не се имаше исто како спортски друштва некои државни. Здружение. Државни. Не текно има специфично име. Забравил сум ги. Небитно. Ама тоа е далеко пред нас. Далеко пред нас. Јасно. Така да, Значи, зборам за посовремен. Да. Ово бокс е од негде 70-71. Целиот бокс. Почнува со Џоко Патраклиски, па после јас настапував. Целиот И бокс е после тоа се редат школа. натака. Да. Боксерско, значи од тугајка па навака, се уште го имаме и го негуваме, значи јас сум исто тука со Тархан едни од последните, знаеш, што сме биле таа југословенска генерација кои што сме го изучувале тај бокс и што го знаеме се уште. Така да мислам дека југословенското школо беше на времето многу јако и уште појако од денешното, така да они се Разликува се боксот тогај многу и се сега. Сега до сега, мислам од Тогај повеќе сега. беше заснован на техника, на боксот не е нели тепачка, знаете, она вештина, беше на тоа заснова. Сега малку е подруг боксот, тотален бокс. Сега и повеќе судите судат кој повише напаѓали. Да, кој повише нема удари, нема техника, нема ги тие финеси, извлечеш се, Тоа ти гледа нападнеш. техника, мислам школа на бокс, се па по основ на тоа те оценат кој боксер си, што боксер си, дали си добар техничар, дали си добар ударач или било што. Сега неко не знам, нема ги тие финеси. Па ја мислам тогај беше повеќе така на да се изразам по просто на акл. Размислува. Сега се оде Интелигентно. тотално, нема тука, нема отстапување. Да. Тотален бокс. Нормално, одеме или до чај или до бул. Да. Мислам променето е. Джао. Бар у овај аматерскиот бокс. Оти за 3 рунди, дали по 1 минута или по 2 или по 3 рундата, треба да даде максимум и одат. Максимум. Да, максимум, Джайли да. Бу. Друго е Джайли професионално Бу. бокс. Тактизираш, нели, 12 рунди, друго е. А прашуваме го нели Тархан дали има некои Судемирови. судемирови, да. Боксери. Дали ти се биле рода? Джиджер, Омер, Па вака се, Ердован. јас Демирови. потекнувам од тоа правилно семејство. Тоа е Демирови. Тука се исто Да. така и да ги спомнам Демир Фајк, Демир Тајер, Јас Джемел Таа е Демиров. друга Да, генерација. тие се таа генерација пред него кои што беа многу добри. Одлични, не. Одлични, да, за време на Југославија. Јас секогаш да кажам дека Зајчар го онеде укара го провали. Ајде кажи Тархан, да кажам да не те, ајде, да не и те. вика Демирови е едно презиме многу големо што не потекнува, да кажем, од новото време, од постарото време, кои што беа докажани по ринговите, кои што носеа трофеи, медали, Да, и да, да. прваци, и балкански. Многу и прваци. И да го кажем тоа дека Републички јас сум племе. правилен Демиров од таа фамилија. Омер Демиров, да го кажам дека ние сме од сестри деца. Само што он поубав од Омер. Фај, Ја да. да ги кажам, Да не тие се налуте повеќе, се гледам. Фаик Демир, Таир Демир, тие ми се се од чичовци деца. Ние сме сите од браќа и сестри деца. Тоа е едно многу блиско семејство кој што у нашите деца и у нашата фамилија ген е боксер. Друг спорт немаме ние. Боксу е врден. Боксот ни е ранг у фамилијата. Не од сега, од иксте години. И до сега, пак ќе кажам исто, до ден денес Демирови боксери още се добри шоу, нели? Се докажуваат дека меѓу најдобрите. Колку члена се имате у клуба? Па, Колку боксери? па боксери, може да има меѓу околу 40 боксери. 40 деца. 40 дечиња, а да имам што боксуваат сега официјално со документ, 11-12, така или? па негде 18 се. 18. 18 се некаде, али
И пак, нели, знаеш, ние ги држиме тие најдобрите кои што треба да боксуваат, да покажат школа, да покажат квалитет, така да тие одат пред. Другите се како резерва. Помладите ги оше, нели, оше ги спремаме со самото време за да дојде до квалитет, до добро и се и така. А чекај се, ти нели едно време со тај Перо имаат исто така клуб. Па Што се јас- тие од со него водите клубот? Што се трна, коите мислам, што беше мотивот да се отрнеш од него? Па вака се, јас тоа ќе го кажам за тоа што еве тамо тај клуб беа моите деца тамо. Моите две деца са боксери и мојот внук на брат ми дето се биле Осман, тука Алпај. Осман Демиров, Алпај Демиров, Серген Демиров и Ерлес Асанов. Тие се мои деца, од браќа деца. Беа тука, јас за да дадам подршка, еве. И да ме увлечат тука, за да го оспособиме клубот да биде нели, едноставно појако нешто да биде ти нема уни организација, нема ништо тамо. Јас кога дојде и ми предложија како подпредседател на клубот. Ама сето тоа, јас, значи, секој пат сакам да гледам иднината на децата. Не кем да бидам злосторник. Поштено да играеш, ти ви кажам. Па сакам со децата малку пореално и покоректни и да видиме, нели, како, сега да кажам, и како тренери, не. И тука улезе некоја заблуда меѓу нас која што немаше немаше респект према тие дечиња, нели? Имаше некои вреѓања, некои работи што еве на мене чисто како тренер, еве јас сега ќе зборам за лично мене исто. Он што го правиш тоа, на мене не ми се свигаше тоа понашање. За секој едно дете, без разлика дали се моите деца или било кој. Многу беше арогантен за некој работа. Друга работа ќе кажам за него, што мора тоа да го кажам. А он е тренер бил, ја не викам дека не, он ги тренирал моите деца, али школата на моите деца е 90% од мојата страна. Од мојот бивш тренер. Затоа што онако работи со моите деца таму, со тоа што го работеше лев и десен, ја работеше многу повише од него за да дојдат моите деца на тоа. Така и друго, мора и тоа да го кажам дека не ги пушташе да трчат по 3 круга, туку трчаа по 11 км дневно за да ги донесам во ситуација да бидат прваци. И моите деца кога беа прваци, он беше првак, не моите деца, затоа што он се збореше самиот како тренер, не збореше за децата, не сега. Ако ние правиме сега дебата, јас морам да ги зборам моите боксери, затоа што он го успеха донесуваат, а јас како тренер само. Нема, мислам дека он немаше тугајка, тако кажи го, шампионска титула, него ти од како се трна од него доби шампионска титула. Па тоа сакаше сега, баш на тоа да се доврзам. Јас усето тоа навредување од тие некои си негови мислења, јас размислував, викам, нема да биде, јас ќе се повлечам. И тука јас поздравам се на размислува. Повлече си ги децата. Комплетно се. Формира си нов клуб. Клубо го прекрсти на моето презиме и на мојата фамилија. Мислам, затоа што, да не се разбереме грешка, нели, отекнуваме од спортско семејство, тука да добри резултати и го предложиме тоа. И тука тие деца више кога се повлечеа кај мене, кога дојдеа кај мене, затоа што јас, па мора да го кажам, јас имам 4-та титула, е спремна за фамилија Демирови. Тука да тие деца придонесеа многу да придонесеа. Како што сум клубо, јас сум првак на Македонија. И се борам со мене, сака, еве, и до ден денес е против мене и против сите клубови. Така да е, тоа му е некој, не знам како да го кажам. Природна деформација. Па тоа му е нешто сега. Да го кажам сега. Некем сега да се навредеме, нели? Нема што потребно се да разговараме. И пак само дека кратко. И пак ние десета сите ги гледаме исто. Нема тука ништо различно од сето тоа, али пак ќе кажам, школото на мојот тренер
бивш тренер Георги Георгиев е правилната школа пренасочено према моите боксери од фамилија Демиров. И друго ќе кажам, дека мојот тренер е секојаш пат присутен у мојот клуб, кој што до ден денес им дава придонес на моите деца, работе со ни, труде се, за да моите деца бидат шампиони. И јас не сумјам на тоа, знам дека до крајот на животот ќе биде още многу подобро и подобро. Шампионски победи. Обавезно. Без шампионски титули не застануваме. Па нели петата титула ти се смее? Па чекам, петата титула, јас некам да зборам, нели, ете, кога ќе дојде време. Ние ќе збореме. Океј, петата. Скромен. Помош од федерација, од општина. Од општината за нашиот клуб, да речеме, гледајки уназад, да, БК Штип, немаме никаква поддршка скоро. Многу слаба поддршка, не знам зашо. Не се знаат си тамо луѓето. За нив не знам како е што имат некоја скромна поддршка од општината за помош околу спортот. Сега, боксот знаеме на кој ниво е донесен. Поделени сме, например, на едни клубови дават многу поголема сума, а на еден клуб дават многу помала сума. За кој? Секи. За Па општина? за боксерски клуб Штип. Не, зборам за федерација или општина? За што се однесува? Не, за општината се однесува. За федерацијата, од федерацијата за сега, барем имаме многу добра поддршка. Мислам дека до сега сме ситуирани со се. Организација, ово, оно, се е окей, се е добро. Така да, со овој председател, мислам дека е добро сега. Па натака ќе видиме кој ќе треба. Сега нели, ово кажи го, министр за спорт. Да, не е веќе агенција. Да, веќе не е министр, гледам, залага се, нели, пушта на боксерските клубови доста средства. Така да, мислам сега дека е добро. Подобро, оде на подобро. Сега наше е само да ги школуваме децата, да ги изучиме и да боксуват, да бидат добри спортисти на секој поле, дали на светско, дали на европско, дали на турнири, дали на ово, да извадиме некој македонско дете кај што може да се гордееме со него. Не е битно дали е од Штип, дали е од друг град, него ние се гордееме со тоа, важно да е македонче. Да биде, да освои некој трофеј на дали на светско, дали на европско, така да се гордееме со тоа. Ти како си задоволен од поддршката? Од Финансиска федерацијата. поддршка. Финанската поддршка. Како се обстојува со еден клуб тука? Има ли шанси? Тешко ли е? Лесно? Тешко е, не е лесно. Се е тешко. Таа што клубова не се држи со со една артикла. И треба нови артикли, треба на децата многу помош. Па за салата, за теклото, Јас сала, нека нели сега да кажам, јас сум горе у Гоце ночев тренирам, у таа сала, така да, јас сум со скромни услови, така да, пошто не сум дојдел до ситуација да со скромни услови најдобри успеси. Да. да, па не сега Ја за тоа не ке натака доде, знаеш, да му сала или ово, затоа што мислам дека ќе биде многу подобар. Па знаеш што викам, ја викам мојот тренер така викаше. Слушај, како кубанците немаа ракавици на времето, ама беа најдобри. Да. Светски прваци. Да, па јас исто ќе Оне кажам немаа те. ракавици. Ние кога сме биле доле у БК младост, па немаме и ринг унатре. Имаше потеден искривен, еден гумбет имаше и колку таму 7-8 вреки, колку имаше. Да. Пархетото е И те, па тоа беше, друго немаше. Ама имаше и соблекувално имаше. Да, и туши. Имаше и тушови. Не со оглед на нивните услови, одлични резултати имат. Да. Фан Демиров. Ропа и салата у Јас Гоцочев не е малку лоша помага кај ни Да, сега. ама немат Колку? нема кај се Три стави. вреки, Вреќа нема кај се од стави. една едната со две вреки. Салата е сала, нели, ама немаш реквизити, немаш тие. Немаш ринг. Ринг е многу битен за чувство. Да, координација. Да. Ама ли Каде сега- се А, движи, мислам се и дека движи. таа И тие штипска работи, комисија Они тука ги што немат има. тие работи, а имат врвни
Мислам, врвни резултати у рамките на Македонија. Ама јас Колку сега- има таа штипска комисија за спорт или такво нешто, нели имаше некоја си там комисија, мислам дека треба да помине по тие клубови, да види кои услови ги имат и мислам дека треба нешто да се направи од Да, да, и треба Дали за сала, дали за Помогнат, да. средства, за ова кажем врејки немат основни средства, виж кои што треба еден боксер да го исправа да напред. Боксерски вреки имате ли? Не? Имаме како Имате. не. Имат ама две врејки колку Не, се. имаме. Па добро, сега може се Ајде, три. Не ставиме повише, озбилно. Добро, мене. 4 има, мислам, таму. Е, Од вас 4 врејки на 20 бок Не, на да, 20 на боксери. тебе ти е во голем плюс со минимални ово услови правиш Шампионска шампиони. екипа. Ама Да. и друго сакам да кажам, сега спремаме клуб, мислам спремаме на сала, не е оше официјално, али сме Па, тоа ти траеш, не кажеш. Јас спремаме зборам какива за 2026 сега, не. Јас зборам преска Не. Јас зборам преска устата пења ми вана он да трае проте бе. Па Кажи. спремаме за 2026 Ја година. викам ќе помине Ќе направиме. комисија некој нели со да малку знаеш да допре до ние за Не, ама секако ние тоа го чекаме да дојде. Да. Зашо да не, јас Тоа е сакам. заслужили. Значи утеке сега сала се спрема. Па се спрема у тексме, те се спрема Полецка, ќе видиме со Господ. Напред од 2026 година ќе видиме спремни за со подобри услови, сакам да кажам. Да нема многу подобри услови, да има нормални услови за да можеме децата, нели, што е најбитното во боксо, нели, што викаме, без ринг, без ова, без тоа, работи си треба. Тоа сакаш да кажам, тие финанции се многу малку за да земеш ти сето тоа да го средиш. И така, ти да ринг да земеш да го направиш, те кошта 4000 евра. Пари те кошта. Нема поединичните спортови се катастрофа туку кај нас. Нема тоа, не. немат. Нема. Немат и децата, немат никаква мотивација, немат. Па нема, средства, нема. Немат ништо, знаеш кој ги дадеш на децата, ти си спортист, знаеш кој ги дадат некое Нешто. нешто било што. Така. Душа ние се бориме, тражиме спонзорство во кај што стигнеме, зашо? За децата не да ги облечеме, да ги дотераме, да имат Културно, Да, да. кои изгледат сите Да, исто. и е малку тешко. Сега па за спонзорството, што ти кажам? Ептен, никој не дават, така да многу тешко. Многу тешко. Поединечните спортови е многу тешко. Па тоа не е нели целта е со овај подкаст, ајде почнуваме некои со Па да ги повозрастни дирнеме, да ги допреме, да видиме, да, и да ги допреме, да, спортски работници, да. да. Епизодата и Тархан да си донесе боксер, Да. тренер и он да си донесе Да, Ѓорги, да, да си донесе и он некој боксер помлад, да. да ги промовираме младите. Нема, јас тоа е стоам до целта. него, јас сум најмлад, стоам до него јас. Не бега. Он си донесе До боксер. него сум. До него сум ја не бегам, гледаш. Боксо е на маргините. Воопште не се спомнува. Првенство двомеч, на ниедни вести ја не чу. Дека имало двомеч меѓу Србија и Македонија, Да. уопште не се спомнува. Некои други што мислам Слабо рекламирано, да. Спортове нон-стоп се на телевизија, но дали Нема они сами го тоа прават? Колку пари има бокс? Или Тоа е има, битното, колку- да. Ама Нема поединечните спортови нема никаде. Па Ти сега, сам не още. знаеш. Многу тешко поединечни спортови. Голема И ако боксо не знам, ако продолжи натака, ја мислам дека ќе го снема од како спорт туку А Македонија. баш треба да се инвестира за тоа што преку тај спорт он е индивидуален. Еден од најстарите спортови што Па, ај вака. И како луѓе се изградат, како карактери, како личности како. Зашо после упорност, те, честност, тие работи. вие сте Ама- повозрастни. Зашо после АЦ Русевски ние немаме некој исто докажан боксер, на исто ниво? Кај тука греше? Целиот бокс, дали федерација како федерација порано е грешила? Дали селектор, дали тренери, клубови, каде е проблемот? Каде Проблемот е што одат за лични интереси у тие тела, а не одат за интересите на самите Спортист. деца, на спортистите. Остават ги сами на себе, немат поддршка, немат ништо. Значи, одат у тие институции Тоа е, таму, да. така да ги речем, у федерација, у тие, фактички да
некој свој интерес преко функциите што ги има таму, да ги истерат. А мислам дека спортот, односно сега конкретно боксо е на втор план. Да. Иако имаше у некои тела и боксери, што се бират, и прваци, мислам дека, како го викаат, тешкашо. За дека тука ќе... Федерацијата што беше сега. Примислав Димовски, да. Не Примаслов, пред тоа еден, мислам по национално Албанија. Ази Салиху. Ази Салиху. Салихут. Сите Ази Салиху. терат си ги своите интереси. Не, Ази Салиху не е бил во федерацијата. Не знам, Ама некој од добро беше некој така. Од Примислав Димовски беше последниот пат, мислам ко председател на федерацијата, после тоа иде Не се Да. случува да видиш некој исчекон. да има нешто помрднување од некоја Тука се мртва мачеме точка. у Македонија. Кои излезат нашите на Настрана на турнир, на турнир, Србија или нема квалитет. Не се улага, едноставно не се улага. Имаме ли Оно тука и шимско то- дете некоја, те и од Гевас или од било кој тука баш клуб? Баш тука вие колку клуби сте ушли? Три клуба сме се. Три. Да. Има ли некоја дете така што има потенцијал, што го гледате дека нешто има у него што би можело да биде добар бокс? Па види се, има, да, ама пак ќе кажам, значи, дојде до тие години која се на граница од 17 на 18 години, виш кога станува полнолетни и толку завршува нивната кариера, секој гледа настрана да се отиде, не мисле за тоа што нема, викам ти, нема никаков едноставно кога кажам, нема корис од тај бокс, нема А нема никаква сатисфакција. да, нема, екзистенција До нема тука. никаква и до тука никој не дава нешто за тоа дете за да допринесе за држава или војно и сите гледа да бегат од тука. Да, после тие години он Тие години тргне е- по екзистенција и се школува. Тие години се оде да откушни. работи, нема поддршка. А стипендии? Нема некои стипендии? Имаше до сега, не знам, не имало. Последниот, сега оваа година ако нешто дадат па некои стипендии ако пуштат. Претходно имаше стипендии. Минимално. Минимални не се, тоа се И тоа е- минимални стипендии кои што не знам. Тоа е- Сега да не ја кажуваме цифрата смешна е така. Немат мотив едноставно. Нема мотив деца. Деца. Јас знам, јас додека учиш основно, мислам, од како заврши основно, у средно взимаше стипендија за успешен спортист, ама услов беше да имам 4.00 минимум просек и Мгм. на 9 месеци, како една школска година, се купната сума беше од 27 до 30.000 денара, така нешто. Да пред 10 години. Не, сега нема, сега Од кој се биле кажи го од кој е било таа Од Министерството за образование, мислам дека беше. Како? за школото ли се зборува? Не. Сите како поуспешни спортисти, Спортистите надежни или било, што не знам сега точно како се викаше, и добри ученици, како не на некој начин стимул да оди спорту и школото и заедно. школото, да 100%. Да, на тај Да, да. начин беше. Имаше го тоа точно. кај нас дава ланската, поланската година, сега оваа година нешто кажаа, демек локалната ќе дава, ама тоа дали се, не знам како да кажам, предизборна кампања или нема поема што е како е. Треба исто така и локалната да дават на тие што се, да речеме, државни прваци на Македонија, што се први, да речеме, треба некој стимул да има од страна на локалната. Се уште нема ништо, не се не те кажале. Никој, сите траат така да беше нешто преречено од една страна дека ќе пуштат нешто за тоа. Се уште нема ништо, така да уште не знаеме што и како ќе биде натака. Ето. А младите интересира ли ги бокс? Сакат ли го бокс? Па, не многу да кажа. И они се. Но добро, они имат многу помлади членови, така да он те Кај побива. Трган има, да, ама повише се, мислам, кај него се повеќе од ромската такво. Кај нас од македонците нема. Не доваѓат, не сакат, дали се плашат, не ми е јасно што е, како е, каде е проблема, тука не го гледам. Нема деца многу наши, така да. А кај вас? Капак? Па добро да. Кај него има, да. Јас
децата, знаеш, многу е битно сите тие добри деца да донесуваат още подобри деца за да продолжиме. И најнормално е тоа дека јас, нели, кога правиме негде некоја по Facebook, кога пуштаме нешто стикички ово, и сега децата гледат и пишат ми тренер, можам ли јас? Еве сега, тоа е најнормално, тој клуб што може секој ден да дојде тука да проба дали може. И е тоа, нема тамо правило, дојде, испробаш, бива, осеќаш у него дека ќе биде, почнеш да продолжиш со него. Ама да има желба, да има да остане. Јас сум минал, ќе кажам, може да сум минал околу 300 дечиња за многу кратко време. И ги имам пишано по име презиме. И од тие 300 дечиња сум додел до заклучок со тие боксери кои што сега боксувам во моментот со 9 до 11 боксери кои што се пријавени, нели, како спортови што се боксуваат више. А имаме, нели, Да, сите имат желба, ама не ги бива имат сите. желба, но секој не бива боксер. Факт дека е така. Како обичате, од секој дрл свирка не бива. Е така. Ама ја пак ќе кажам една работа. Ние па и до тоа може да кажам дека не. Дали родителите во од другите заедници, се зборам ја, нели, како ром, и подобро да ги пресоберам децата кај мене у клубот, да ги пуштам на улици да прават некои други работи. Ја мислам секој е свесен родител. Еве, моје мислење и мојот син, јас сум го оставил у спортот за да не фане некој лош пат, нели? Не е било нешто да му дофале у живото, а и мошно него му е фалило и сакало нешто друго да прави, ама ја викам ај туку спортот барај ќе 50 нешто. И ти му под контрола. Да. Па и друго сакаш да кажа дека родителите, другите заедници мора и они да прифанат дека дечињата подобро да се бават со спорт, туку да се бават, да кажеме, со некои други работи. Но ти некош пат се да земат телефоните и тоа. некои работи се случуваат некош пат, нели, што ние, ете, да го земе и тоа обзир у Кочани што случи, тоа е голема трагедија, тоа е голема штета за нас, за сите нас. Тие се млади дечиња кои што стварно, и сега ја мислам дека и родителите малци треба да бидат поприпазливи на тоа, затоа што децата Едноставно да ги терат, самите родители ги терат да спортуват, да вежбат секојдневно, да ги го тоа кажуваат. Не, јас, знаеш што, најинтересното. Денеска стана, мислам, денеска Јас сум од дело на ромската заедница и ми е чудно дури родитело да земе детето од рака и да го донесе у клуба да тренира бокс. И стварно на мене, еве јас не сум го доживеал тоа у ниедно време и сега што го гледам тоа. Родителот го зима и донесува, вика, сакам мој син, ете да тренира бокс. Не еден, икс повише родители, нели, има интерес за да син му дојде тука за да спортува. Ја мислам сите така треба да направат. Родителот, сами родител, ако не го земе детето од рака, да му каже дека. да му каже дека. Така да, ја мислам тука, боксот не е страшен спорт, не е боксот, ако е бил некој толку тежок, нели сега во некоја си тешка зала да дојде, па никој не може да биде боксер, и што ти сакаш да видиш? Дали сакаш ти боксер да бидеш или што? Сега така да, ние мораме тоа, мислам, сакам и јавноста тоа да го земе у обзир дека дечињата од школите што се, и наставниците и професорите што се таму во школите, и они треба тоа на десте, да го има тоа како еден дел од час, ути од 2-3 минути или некоја си минута, за да повикат некој тренер, еве пример, дали ќе биде тренерот Ѓорѓи Ѓорѓиев, дали ќе биде Јонче Мануел, дали ќе биде Демиров, значи да има дел од 5 час со 2-3 минути со децата малку за предиспитување, за да децата улезат на тоа. Ако ние не ги повикаме децата тука, нема да и текне, нели, нема да му текне на него да дојде до тука. А имаме, да ти кажам, македонски деца, многу здрави деца, кои што можат сегде да направат успех. Да. И тука без да имаме ние некоја препрека од некоја друга страна. Дали финансиски ќе бидеме мокни или не мокни, дали родителот ќе помогне, дали нема да помогне, ете, знаеш нашата македонска. Ќе најдеме начин како тоа да го спроведеме. Тоа што е најбитната работа. И ја мислам не е на погрешно место. Ако ја не сум бил у спортот, може ќе останеше многу назад. Јас со тај спорт сум дојдел до
Кога ти кажам, некоја лична интелигенција си направи на сами себе и на моите деца. Им даде пат и моите деца знаат сега како треба да се обратат, знаат како треба да живеат, како да заработуваат, како сето тоа, тај спорт ќе се носи многу напред. И ја мислам дека ќе му дам збор на тренерот он нешто кој Да што каже, да. кој што има Имаше прочитано некаде дека секоја година милионерите со многу парички се збирале на некое там место и правиле спаринзи правиле спаринг, боксуваат еден со друг, за да го уклучат тај дел на инстинкт или како да кажем за размислување. Значи да размислуваат брзо. Значи тие некои си како шо у моментот треба да размислят. Затоа што е тоа дел од секундата, дали ти ќе направиш ескиваж или не. И тоа е била на основа вежба, секоја година тие милионери се собирале на некој си место, го правиле тоа. Да го уклучат тај инстинкт. Треба кај нас Да. и Да, политичари. Да, Да политичари. доаѓаат на бокс. Да. За политичари, да, а за политичарите би отрнал најповеќе време за нив. Јас самиот. Најповише време би отрнал за нив, за да мислам, да и покажем како треба да размислуват. Знаате кој еднина. Мислам сега. Тренер Кој што ќе дое, добро дојден. Вие сте над 50 години у боксу. Промоцијата на боксу, дали некогаш е била на повисоко ниво, надпреварувачкиот систем и слично, па самото тоа да се промовират боксерите, ајде, те пример, да се зе, јас, боксер сум бил пред 20 години, дали повеќе луѓе ќе се не знаеле, за разлика од сега, што е правено у тај период, а сега не се прави? Сигурно. Сигурно ќе се те знаеле повеќе. Оти, зашо? Па затоа што секој надпревар. Тогава немаше лига, јас когаше, имаме ревии. Излема, вај град, онај град, или овие јавни тренинзи имаме. И имаше, ама нон-стоп беме следени од медиумите. И од Медиумската поддршка е била многу голема, да. Да. Нон-стоп. Секој надпревар, секој двомеч, било шо, секојаш беше следено и нормално беа промовирани тие деца како успешни, како И секој пат салите шампиони. пони. И секојаш има поддршка. Публика, да. Не, од нашиот клуб многу деца што ги земаме, што се вика од улица, па завршија школи, средни, кој факултет. Мислам дека такво у Македонија у моментот фале едно решение системско. Мора да зборам сега за боксот, за федерацијата. Новиот председател не знам колку има искуство у тоа. Човекот гледам дека се труди, има некои подобрувања, тие работи. Ама мора да се има визија дека ние сакаме да стигнеме. Така ќе стигнеме, иначе не може да, ако немаш ти некој план и не гледаш дека треба да стигнеш, ти шеташ лево од десно, губеш се. Значи, мора тие таленти, еве, примерно од Фамдемирови, 3, 4, 5, одредени категории, што се за Македонија зборам врвни, да се обезбеде услови. Некоја помош, одредени кампове за талентирани, за кадети, за јуниори, за сениори у теку на годината. За да они добијат още подобра едукација. И да почувствуват дека некој се грижи за да и се обезбедат врвни тренери. Дека Сега, некој стои. не мене, нека изберат, нека видат кој е добар и нека го стават, нека работат и нека тај направи екипа. Така само може да направат, ако го следат боксо и ако го поддржуваат боксо. Иначе нема, ама треба да знаеш дека дали сакаш да одеш на европско, дали сакаш на светско, дали сакаш олимпијада. Мора да има некој систем кој ќе те доведе до таму. Некој мерила, некој критериуми. Да нема како сега, тај мој, ќе го буткаме натака. Не. Точно онака, што е заслужил тај да оде таму, ама тоа да си го
како правилник ли ќе биде, у кој ќе има соодветни критериуми за одредено Па како и секој спорт Ниво сега на што е так- било, бај, мој, ај напред, пушти. на такмичење, дали европско, дали балканско, дали било ко, и да имат одредена поддршка. И кажа, мора тие талентираните Да ги издвојат. у одреден период на годината, еднаш, два пати, три пати, да ги собират у кампове и да се работи со ние. Ако сакаме да идеме нагоре, онака расплинуваме се. Еден тамо, еден вамо. Јас сакам у тоа да се доврзам, а баш у тоа кампување. Сакам да се доврзам. Па дури ако треба и од странство врвен стручњак, нека го платат. Нека го платат за да може да излезе. Ама мислам дека, пак ќе кажам, па сите терат некои своји интереси. Боксерчињата, младите деца се у втор план. А без нив нема бокс. Може ја да си бидам врвен, може он да си биде врвен. Ако немаме деца и ако немаме поддршка на тие децата, нема. До одредено ниво и ќе спласне. Оти животот си ги ово тражи патишата за екзистенција, за образование, за напредување и он ќе си иде таму ако нема тука соодветна поддршка и резултат. Ајде, има се сменија некој професионален боксер во историјата? Професионален. Не сме имали тука. Не сме имали. Да не е битно. Имаше тоа време кога беше, знам, за време на кажи го, на Лјупчо Георгиев, кој беше премиер, Миле Смилевски, тртката, така го вика, од Скопје. Он беше направил некој си професионализам, има неколку боксери, мислам, има неколку професионални мечови, ама тоа е на некое повише за... Прилеп имаше од некој. Не, сега има прилеп, да, сега има и федерација, а тогава кога тоа време имаше, тоа е многу оддавна, тоа е 96-та, така нешто, 7 година, со Тони Јаневски, со Тони Насковски, нели има неколку мечи, па боксување и со Викаго, Серафим Тодоров од... Серафим е еден од најдобрите боксери тука, вика, Демек во, но спарих некој, нели, повише публиката гледа, иначе Серафим Тодоров мислам дека е олимписки шампион и го има тепано и победено Мајведер што е боксерот, да. И еден од најдобрите боксери тоа време за време, мислам, у Бугарија, да. Олимписки шампиони, така, тоа време, туека има неколку меча такви професионални и толку заврши тоа после. Сега има федерација у Прилеп, мислам, да, у Прилеп има професионална федерација, Петово? не знам дека Чартлески, мислам дека председател, не знам што е. Иначе он и председател на боксерски клуб аматерски. И он го водеа таа федерација, ама не знам како се, шо се, до кај се. Спасува боксот, например, професионалниот бокс. Како? Дали го гледаме спасу професионалниот бокс, пример да се да почнеме да работиме со професионализмот, професионалните... Те, пример, 40 деца, 2 деца, ајде повеќе професионални. Тоа треба стварно да има финанси. Нема, тука Средства нема треба, да. критериуми за се. Тоа е многу далеко од нас. Тоа е, Много. да. Тука Тоа е, и тренинзи се разликуваат и Да. наука е тоа, веќе исхрана, Се, начин. многу е далеко од нас, ние немаме, што вика тренер, немаме еден систем таков изграден, кај што нели ќе ги тие деца, да, така е, џабе се. Значи тоа, другите држави го имат, ама тоа е кај ни многу поодамна. Тоа има традициите. Такава традиција, ама ние немаме никаква Имат традиција. финанси. Сега нешто пробуваат. Што ќе биде, не знам, ќе биде. Која дете би ни го донесел наредна прилика да го испромовираме тука? Од твоите надежни боксери. Па не знам, ќе фрлиме писмо глава. Тие 5 ден. Писмо глава, сега да не ги спомнам десета по име, сега, они, така да, тие 6-7 дечиња са малку. У различни категории. Ама не може сега 6-7 тука кај ги, нема ги собере. Едно сам. Да, ве 40 ки собереме, па надвор ќе ја правиме. Ќе направиме. Па надвор, шо јавно седнеме надвор, се направиме. Па ја да ти кажам, наравно,
Од постарите генерации, првиот боксер кој ми е у клубот, не зборам јас, првите боксери се тие што ги кажа Преска, сега постеница, више тука Еву Талип Агушев, Сонер Ажушев, тука Реджеповски, имам тамо, имам Демиров, имам на тројца, така да не може да ги запомните, ти кажам. Реджеповски колку години? Мале, колку? Имам е 40 кила. Само се вика, така се вика, баш теш некој. Како овај олимпиец, Ама не, овој кубанец. Кубанец. Реджеповски има сребрен медал на Да, Олимписки. да, Лос да, Анџелес, да. 84-то. Има и кај мене ден Реджеповски, по правило. За тоа. Он се вика Шајн Реджеповски, Аха. ама ние го викаме Реджеп Реджеповски. Затоа што Ние по-долго друг че си Не, они алудира дека е толку добар како Реджеп. Одеме на тоа. Реджеповски. Знаеш што е ние сакаме, сега јас тренерно Преска кажа тоа, дека ние на нас ни треба малце кампување, не малку, но малку повише. Ама ние како прво немаме селектор у На Македонија. репрезентација. На ниво на Репрезентацијата, ние репрезентацијата си ја водиме лично како тренери. Сега горе-доле сме на таа ситуација. Затоа што ако земеме тоа да направиме, ние немаме више по нивниот дел. Они што го кажуваат како да немаме ние и више тренер зашто ќе ја воде репрезентација. Немаме. Освен ја гледам од постарите тренери, го гледам само господин Георгиевски, друг ја не го гледам на тренер таму. Кој ќе води? Кој ќе води тие деца? Кој е тај селектор што ќе води таа репрезентација? Нема, не си да. Нема такво нешто, нема. И да одиме на припреми ние, мора да одат тие што стварно разбират боксо. Сега не можеме ние да одиме со некој Како до сега што беа некои ставени од улица, што Од- немат Па, форми, те- мечови, те- така, да. тоа е, и тука- Селектор, така. и тука немаме. И немат никаков успех како селектори. Немаме така, само нерва. Еве Еве на не ги нас, спомнуваме се. ама еве на нас сега да ни дадат една добра шанса, ние да се одбереме, бе. Да ти кажам реално цело дел. Ако дојде ред, ние треба ние сме шампиони во Македонија и ние треба да си имаме за селектор, ако дојде ред да ставиме, што ќе ја воде селекцијата и што ќе кампува со тие деца, треба да си имаме тренер штип. Да. И јас мислам дека реалната слика таа. Реалната слика е таа, затоа што и дури у федерацијата ние треба да имаме многу повеќе членови од бившите што се сега таму по 20 години што жмијат само седат на стол и не знам како да кажам тоа. Јас председатело, нели како председател, он се врши својата функција, својата должност. И човеко, покушува по некој начин, да помогне на клубовите, да донесе придонес на клубовите, се добро од неговата страна. Едната друга работа не е како што е останата од постарите времиња, кој што само, нели, да се подпише на нешто што има интерес за нешто, а не да застана до председатело, да му дадат една некоја добра идеја, да кажеме, да му дадат добра идеја што може да спроведе и он за да може тоа да го засеби и да го направи. Затоа што како председател има ингеренција за тоа што ни треба на нас. Нема ингеренција со нас, дојде да кампува и да тренира со нас. И ние тоа треба да го сванеме. Врски, наши други врски. Така да, нели, ние имаме оделени сме ние, председателската функција друго, тренерската функција друго, делегатска функција друго. Така да, сите три работи се различни, али ден треба да каже, за да дојдеме до тоа. И ни треба. Јас најголемата поддршка ќе дадам на тренерот, кој што добро вашо дебатираме во моментот што збореме за оваа тема. Јас сум првиот што ќе го кажам сегде тоа дека на мене ми треба, моите деца треба да кампуваат, на моите деца и треба кампување, ја не можем да трчам средански пат низ Косовска и низ Сремска улица.
Значи ја морам да одам таму кај што треба да одам да тренирам. Тие деца да бидат спремни. И кога ќе ми дојде време да излезат надвор од државата, за да знам дека детето ми е спремно секако што треба. Ние еве, те што викаме некна двомеч има. Двомеч имаме. Никој не слуша, не видел. Па никој не знае ништо, ја дома доаѓам. Комшиите се чудат, што вика вие така? Теста студија со промоција, да. Никаква промоција не. Па немаше Знаете нешто. кога, не е- разбираш. Медиумите како медиуми веќе како спортот да го забрават, разбираш? Ајде. Мани, трбега. Па, меди Мало е у само Open Balkan. Кај Опен, како беше Опен Балкан? да закачат Онаш нещо. Да, доше директно пренос. Не си немал со повеќе. Има да го Па, директно не, пренос. По-долгороčno, разбираш? Медиум како медиум, Да века се па. проверат млади спортисти. Дај на тие деца мотив нека. Затоа што на тие деца, знаеш колку значи кога ќе дојде некој да го праша што сакаш ти да постигнеш во спортот? Знаеш? Да. Па дома Што те фамилија. фунтира така? Долбаво. Апсолутно така е. Мислам дека да боксу Македонија стварно му треба еден врвен стручњак, што ќе биде селектор и што ќе оде од клуб на клуб да ги следе. Вака ние си ги водиме, нели? Двомеч ние си ги водиме. Да. Тоа Да, треба да така си има еден селектор кој ќе има увид Си ја знае. и Кои деца се тоа добри, што така кажа, од време на репрезентација време направат. ќе ги собере тие таленти под негов надзор, тренинг и што ти ја знам там, може некои нови методи ќе уведе. Да. И нон-стоп да бидат следени тие. И да и се помага. Мора еден што ќе оде кај ово Тархан, што ќе дое кај нас, ќе види тие ќе дојдат еден месец ќе бидат примерно Дојран, Крушево, што ти ја знам. И така ќе се создае квалитет. Од квантитетот квалитет. Од неговите 45 да излезат, супер. Треба да излезат си Да. Треба да излезе. Супер. Ама некој мора да го следе тоа. Оти ние сме пристрасни сега, човеци сме, нели, луѓе. Секој нашиот е најдобар, а не, тај си има задачка да види кој е стварно најдобар. И така ќе ги едноставно Да, селектира. селектира. Тренер, што ќе кажеш, какви боксери се биле, какви ученици се биле Тархан и Јонче? Да некоја анекдота ни кажеш за нив. Види, ја у младост кога беше инсистираше обавезно на школа, обавезно фала, пријатно, сите тие манири, елементарна култура да ја имат. Некој имаше и неписмени, учеја ми да пишуват. Па и сега инсистирам, например. Право е тоа, да. Да, прво тоа, прво да го направиш да биде културно дете. Па Не. тоа ја го кажа преска тоа. Да. За Тоа за што он вика за да го тргнеш од улицата и да му даеш нешто плюс. Они какви се биле како боксери? Па беше талент. Јонче беше талент, па и Тархан беше добар. Ама не беше од врвните, не. Добар беше, добар. А Јонче беше стварно талент. Па многу толка беше. Кога да игра. Да, јабук. И многу беше симпатичен. Ма не ја знаеш ја гледам под тие постерите слики го гледам. И така знаеш, тие тренерите беа со пошироки пачавици беа тогава. Така црлекави беа. И оба го познајам. Викам, ај, јас што сликата да види некна. Да, слика што беа. Одма го познав. Оние другите не може. Оние не може, кој имал крпа, кој вода, не се познават. Не го познават. Дали попел таков малку по... Убав, личен. Шармантен. Да. И друго една работа сакам да кажам дека може да биде врвен овоа боксер. Ама како тренер може да потфрли. Да не биде. Што значи тренер? Да. Што значи тренер? Тука има и педагогија, има и учење, мислам оноа нормално, општо за култура, за се. Се има тука, се е испреплетено. Тренер е за мене како втор татко, што да кажам друго, како втор татко. Па може и повише од тоа, дали. Што се вика, секој пат нели родител не може
да видиш што му е на детето, што му фале, што не му фале, ама на тренинг кога дојде осетиш го детето дали Да, треба да го следиш. Мислам, следеме го сите, следеме ги сите тие работи, дали е добар, дали не е добар, осетиш го самиот ти, па го попиташ, па ако ти каже, па го исправиш у некои работи, и тоа е. Да допреш Така, на него да, треба, да. да. А, Реже Преджиповски. Врвен, нели? Беше стварно врвен. Тренер не е. Да, не. Аце Русевски. И ред други имаш такви Да, врвни много. за нас македонците. Марковски на време беше Да, prvак на Југославија исто. Од секој не бива тренер. Да. Да. Нешто друго кај тренерот треба, а кај боксерот нешто па сосем друго. Да. Кај тренерот не треба баш срце да има, Нема а што да кај боксерот без срце ништо не прави. Друго Ако да нема кажеш. храброст, ако нема Да, мора храброст да има. упорност, само Иначе- одречување у одредени моменти, да се одречеш од Ако се одрече, значи цел живот ќе се одрекува посвети секој се пат на ќе спортот, биде ќе биде, да. ќе биде таков за се било што нешто ако му дојде потешко дие ќе се Да, повлече. Да. И карактер. Потоа се го треба знаеме. да цени. Како ти кажам, како баба Вања уидни на каков ќе биде. Па тоа. Така. Па ништо што друго следниот пат да ни дојде претседател тука, гостин да ни биде. Кристијан. Беки ќе ни каже накаде ќе Да. Да го повикаме и него, да. Секако очекуваме дека нешто ќе каже ново. Председател на боксерската федерација, па да би имал нешто да каже, нешто поново. Она да каже Борлив, значи. Па секако ќе имаме сега 30, кога е државното 31 први. Државното е 31, ама може ќе се одложи заради тоа што нели полагат децата матура некоја државна матура на 31 и може ќе го одложат, ја не знам дали ќе го одложат, така Па ја што- гледам на тоа преска прочитал дека ќе треба да ги пријаваме децата сега, за да можеме децата нели што ќе се видат нели на матурантите, за да се тоа стреде се на време, разбираш? Па да видиме кои деца се матуранти и кои не се. Да, споделај басова, во со тоа види. И, Никако да се одреше на тато, што треба да се одреше. и да може што повеќе деца да доаѓаат, да спортуват, и тоа сега му кажам. Родителите ги пуштат, боксот не е некоја, не знам како да го кажам, боксот е стварно племенита вештина. Така да ги отстапат на децата, да ги пуштат, да доаѓаат, да боксуват, да тренират. И тоа. Што повише боксичини да има, тоа побава. Што повише спортисти, не само в боксу, него секој спорт. Сите да. Иначе можеш да зборгаш. А? Што сакаш ти да кажеш? Што ќе кажеш да младите да доаѓаат да тренираат нешто? Да се стимулират. Што да кажам? Јас мислам дека секој дете што сака да спортува, треба родител да него заостави едноставно да му дозволе да проба. Затоа што да не свалиме лошо дека сега ние Па сите Може да мислат кажат дека дека- боксот е насилнички спорт или не Не. знам што, ако Не, тоа ја мислам сакаш да го дека- кажем, ама не е А, баш дел. има шанси поголеми тренерот да обрати поголемо внимание од сам родител. И да го предусете тоа дете тек кај што му фале и до кај. Затоа што нели он некош пат детето сака на родител, може да се искаже или да побара нешто и се повлече. Не може. Ама дојде на тренинг со тебе и почне полека. Иди па тоа, ама почна да го кажеш, ке ме расплачеш тука што не. Не, сега истината е така. Истината е тоа. Ја тие осетни работи ние ги осеќаме тие работи. Осетлив си, многу емотивен за тоа, викам, Така да и секто друго да кажам. Уства да доврзувам нешто друго. Не гледам разлика меѓу клубовите. Зборам за Штип претежно. Јас сум штипјанец, тука сум роден, семејство, фамилија, деца, бабте, татте. Не гледам некаква разлика. Многу е битно сите да се здружиме, да бидеме клубовите едни со други да соработуваме. да соработуваме, да имаме контакти, да знаеме што ни фале, кај ни фале, ќе дојде некој дете за европско да оде. Па може ќе дојде некој
ќе оде на светска, може ќе оде на олимпиец, дека знаеме тоа ќе успее. И ние треба да се гордеме без разлика детето дали е од вај клуб или од онај, без разлика од кај. Да се помага. Значи да се помогне. Ако на мене ми фале на боксер нешто, ја го тоа секој пат кажувам, ако на мене ми фале на боксеро дека нешто не можам некоја работа да унесам у него и тоа не може да го спроведам јас како тренер и одма ќе побарам помош. Ќе побарам помош. Позовите пријатели. Најнормално. Па најнормално ќе побарам за да го спроведеме, да видиме второ мислење, шо фале, како фале. Така, не треба, сите дечиња треба, ќе јас ке зборам и ромски дечиња, јас сите клубови, без разлика кој, ја мислам дека Баргала клубо е бил Баргала, јас не ме интересирам како за мене младост. Тај еден клуб постои од бившите години, е дојдел сега дели боксерски клуб Штип. И ја мислам дека тука треба. Да, тоа е историја од боксот, да, шо. Тука Ние сме потрошен материјал и како тренери, и како председатели. како Клубот се. се устанува. И тука мислам дека треба сите деца се испишува, дека тука треба да се пренасочат тие дечиња затоа што правилниот тренер е таму на тај клуб, тоа мора да го кажам, затоа што на мене ми е тренер и на господино Јонче мој тренер, и ја мислам дека он тамо, дури јас викам сега се врнам назад, само 15 година се врнам назад, би сум застанал со клуба и се враќам тамо кај што треба да одам. Али, за жал, поминани времето више колецка. Се оде и тука. А па на мене? Шо да кажете? Ама не кажеме сега твоите години. Мора да го кажам тоа. Значи, сите родители треба да знаат дека правилниот тренер е тука. Не кажеме твоите години ќе љубоморат, знаеш. Ќе паднат до него. Може ќе паднат да го кажеш колку години. Од тај тренер се изнесени са успешни боксери. Па целиот бокс потекнува. Па тука, па дури Цялата боксерска школа, така кажам. И па ние имаме и трет клуб, пеете, и него да го, па и на него да му дадеме едно. Лазе каже тренерот за тај тренер, тај бил твој боксер. За кого? Па Перо ли? Перо, за Перо, да. А па Перо е да боксер. Ја немам ништо против него. Нема, не за против него, пошто и он е бил твој боксер, бил Да. Кај мене он почна, да. Така да. Само тешко учил, така мислиш. Ето. Па сега како тешко ги сваќа работите. Кој како го прифана тоа, разбираш? Јас бев сега бил и твој боксер, може да кажеш да ти збор. Слушај, и он кај, со некој повеќе работа, со некој помалку работа, се зависи од талент. И Елга Калош го има. Добро. Ако е тоа, ако немаме некоја друга тема, што сакате да додадете да кажете? Па ние ќе кажаме, се што имаме тоа, мислим јас го кажа тоа. Те ги пуштат децата, што повеќе да спортуват. Тоа Тархан ако сака нешто се. Јас тоа па исто ќе го кажам. Немам за шо, сите сме за и тука нема шо. Јас си кажа на тие што сака децата да видат боксери, да видат и дури да видат интелигенти, да видат дали са роми, дали са турци, дали не тоа, не гледаме на тоа. Е опцијата на тренерот кој што еве ние седеме до него и сме горди со него што седеме, кој што издават генерации, оши ќе излезат и многу поишки излезат, само со добро и да си пуштат децата да тренират и да го барат кај да е, да го најдат и да се конститират да почнат си да тренират, да си остават децата таму. Правилното место е таму. Затоа што ќе кажеме нема болиот тренер, не постои за мене не у Македонија и пошироко. Затоа што има за да извадиш ти генерации и до денешно време што се вика у сите клубови кај што сме ние нема тука, не можам, само може да побараме и еве го, немаме тука и да го даде тоа што му фале. И мислам дека сите деца треба да се одат таму у клубот боксерски клуб Штип, таму е тренерот и ќе го побарат
ќе ги побара тренерите таму и за да бидат добри боксери, да бидат усовршени боксери, кои што ќе носат титули, и најголемата желба ми е тоа, за да носат тези титули, да бидат добри, послушни, како ние што сме биле. Тоа е од мене. Да. Сите сме добри, само работа си треба. Работа и тоа е. Само работа и работа, нема друго. Како викат, 1% талент, 99% работа, Да. без тоа нема. Посветеност и тоа е. Колега Презимир, памкате и одиве епизодот. Мило ни беше се држиме, што си поразговараме, Втора што епизода. си помоватиме, втора епизода кој Втора епизода со шампиони ќе дојдеме. втората епизода ќе викнеме председател ако дојде, втората епизода, мислам ова е втора епизода. Това е втора епизода. одјавуваме. Третата епизода. Одиме на трета епизода, да. Трета епизода. Одиме на Па, да сменеме нешто топкане ќе имам у третата епизода, Да, че да. ти се бори Може, и Ливанство, да. прва епизода, бокс, втора епизода, многу на трепањки удраме. може би Ќе тера многу на карате, на бокс. кошаркарите Кошаркарите треба да бидат, малку, јас сум за тоа. Да, да. Така, Искрадења ги да. Тоа е, одјавата тука одјавуваме, се одјавуваме. Чао. Чао.